Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Наш предлог за вашата градина е растението валота. Ја нарекуваат уште и летен амарилис. При правилно одгледување, валотата или валонијата може да цвета и 2 пати во годината, во пролет и во есен. Валота или валонија потекнува од Јужна Африка и како род вклучува 3 видови. Валотата многу личи на амарилисите и често се меша со нив, па затоа често ја нарекуваат уште летен амарилис. Разликата со амарилисите се многу малите луковички. Растат со височина која достигнува од 50 до 60 см. Листовите се со темнозелена боја и долги околу 30 см. Цветовите се составени од по 6 црвени венче ливчиња и цветовите достигнуваат до 10 см. Трајноста на бојата е околу 1 недела, а истовремено се отвараат по 2 до 3 цвета. На овој начин се добива едно релативно подолго цветање. Кога цветањето е предизвикано во лето, тоа е еднократно за годината. На местото каде што ќе ја чувате валотата во зима, температурата не смее да биде пониска од 10 степени Целзиусови. Во текот на летото е добро саксијата да биде на балконот или во градината на добро осветлено место. Во жешките летни денови се полива обилно, а пожелно е наводнувањето да се прави откако почвата малку ќе исуши. Во зима, кога е пожелно да се обезбеди зимскиот одмор, наводнувањето се прекинува постепено. Како и кај повеќето луковични цвеќиња, валотата исто така го сака воздухот и водопропустливата почва. На овој начин, вишокот вода истекува и се спречува гниењето на коренот. Исто така, одлично е доколку се обезбеди добра дренажа на саксијата. Во однос на светлината, валотата се чувствува најдобро на директна сончева светлина, но поднесува и полусенка. Дарлингтонија. Ова е растение кое што е уште познато и под името кобра лили. Уникатно е по својот изглед, а е откриено во 1841 година на планината Шаста, Северна Калифорнија. Таа е единствен вид од родот Дарлингтонија и е од семејството Сараценијацеа. Во 1853 година растението било опишано од Џон Торе кој го крстил Дарлингтонија по името на филаделфискиот ботаничар Вилијам Дарлингтон. Ова е месојадно растение и, како и кај повеќето месојадни растенија, Дарлингтонијата се прилагодила кон испораката на потребните хранливи материи преку неговите лисија, за да го компензира недостатокот на хранливи материи во местата каде што расте. Дарлингтонијата е уникатна меѓу трите видови американски растенија, Сараценија и Дионеа, на 2 начина. Прво, таа не собира дождовница во своите листови како Сараценијата, а наместо тоа го регулира нивото на водата преку внатрешните механизми и впива вода со транспорт преку корените. И второ, за разлика од другите месојадни растенија, листовите на Дарлингтонијата не произведуваат ензими. Наместо со ензими, растението го раствора пленот преку симбиотична бактерија. Со додатокот на секрет кој го произведуваат лисјата, овој вид внимателно го крие својот излез, тоест отвор, во кој пленот останува внатре. Украсите на горниот дел од листот се доволна мамка за инсектите. Растението достигнува височина од 25 до 30 см. За полевање се користи ладна дождовна или дестилирана вода. Сака директно сонце, но само ако е на влажно и топло место. Ако местото е со ниска влажност, се размножува со семе. Процесот е многу бавен и тешко се одржува растението кое се добива. Повеќе сака ладни до топли температури во текот на денот и ладни и студени температури во ноќта. Најмногу добро се чувствува кога корените се ладни отколку остатокот од растението. Дарлингтонијата може да успее и во полусенка, но понекогаш може да биде и многу тешка за одгледување, во зависност од областа во која се одгледува.
Затоа, доколку сакате да имате во својата градина, секогаш консултирајте стручно лице кое ќе направи проценка на условите за нејзино одгледување во вашата градина. Јуката е растение од родот повеќегодишни украсни грмушки и е често присутна во градините. Можете да ја препознаете по необичната форма на листовите во форма на меч. Коренот на јуката има високо ниво на сапонини, па поради тоа во минатото се користел како шампон од страна на индијанците. Во некои делови од светот јуката е заштитена со закон, а во Њу Мексико таа представува и символ на државата. Јуката е од семејството Аспарагацеа со подфамилија Агавоидае. Постојат 49 видови и 24 подвидови. Потекнуваат од топли и суви делови од Северна Америка, Централна Америка, Јужна Америка и на Карибите. Во Средниот Запад, Соединетите Американски држави е позната како духовина гробишта, бидејќи обично расте во руралните гробишта и кога цутат цветовите, приличува како да лебдат. Јуките се адаптирани на подеднакво широк спектар на климатските и еколошките услови. Тие може да се најдат во карпести пустини и неплодородни области, во прерии и пасишта, во планински региони, во крајбрежниот песок, па дури и во субтропските и полуумерените зони. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.